Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Борбата наша за вистината ќе продолжи. Правдата и патот до правдата е трнлив. Сите ние сме свесни за тоа, но да не дозволиме да не манипулираат на начин со сметајки на сите нас дека сме со затворена шишарка. Денешното мое вклучување во живо е по една друга некоја тематика. Покрај сето она што го направивме деновиве, повторно гледајќи ја состојбата која што е поврзана со судскиот процес во Пулс, ви доставив 2 видеа во момент кога започнуваат прскалките, кога траат прскалките, во момент кога е една иста песма, едно исто време, каде што онаму немате ниту жариште, ниту пламенче, а додека на другото видео гледате момент каде што бесне голем пожар, а самите вие утврдете зошто тоа е така. Затоа што ако се докаже дека Владо Павлов и се македонското обединување на македонците во целиот свет, и дека на вистина може би мешала раце вештачката интелигенција, ќе дојдеме до заклучок дека овде има направено нешто со однапред припреман план. Токму стравот околу ова е голем за се она што се правело, а самите вие одлучите преку 2 видеа што е точно, а што е неточно, затоа што некои работи доправа ќе ги осознавате на светско ниво, како што дознававте за Епштајн, ќе дознавате и многу други работи, а тоа се доказите со кои што Владо Павлов сиве овие децени уназад ви има споменато дека на земјата постојат 2 врсти на луѓе кои консумираат жива алкална вода и кои што од водата ја подобруваат крвта и ја чистат крвта, нели? И луѓе кои што пијат крв. Така да филмот Влад Дракула не бил случаен. Тоа е околу ова тематика каде што нема да прекинеме со објавувањето на вистината и ќе докажеме дека овде имало експлозија, бидејќи веднаш после неизе однемува струја, и тоа е доказ за нешто друго кое што е поврзано со сите тие причинители кои што се поврзуваат во ситуацијата која што е наречена Пулс. Сега понатака, архитектот на она што било на покривот и што требало да се заштити, и дали случајно од преголема температура дошло до таа експлозија или од нешто друго, тоа се активности кои што оние кои што спроведувале, нели, и копале канали за еден друг кабел, за да има еден трансформатор во близина на Пулс, а сето тоа е доказ дека акумулирањето на електричната енергија од соларните панели треба да продолжи и кога ќе има спој или однемување на струја, треба да продолжи истата, и затоа најверојатно, за кој што имаме докази,
за кој што е представен кабелот, така ќе ви представиме кабели од други градови, кој што се користи за вакви трафостаници кои што треба акумулираната електрична енергија од соларните панели да ја чуваат, а да не дојде до одреден проблем, во кој што проблем би дошло до однемување на струја или не дај Боже, до пожари. Но овде доправо тоа ќе го утврдуваме и доправо ќе бараме резултати од сето тоа, затоа што не може нешто да се прекрие, а е од големо значење за сите нас. Сите оние кои што се задесени со ова експлозија, со создавање на ова висока температура, и оние кои што како причинител ги наоѓаат прскалките, а гледате самите во двете видеа. На едното видео прскалките горат, нема никаков пламен, а на другото видео, само што завршуваат прскалките, имаме огромен пламен. Така да, оние кои што имаат потреба да го прават ова, си знаеле однапред што требало да прават според нас, а одлуката е ваша на што да верувате, на кубурата или на нешто друго, како што има еден обичен виц. Но, јас би сакал во ова видео делумно да разговараме за терористичките чинови, делумно да разговараме за терористите, затоа што и случувањата во Израел и Палестина започнуваат од еден терористички акт. И моje прашање е дали Лондон е Елдорадо за терористите. А вие понатака поврзувајте си ги сите ваши работа со случувањата за се оно што се случува во целиот свет, а и во Македонија. Значи, имаше една одредена состојба за кој што јас имам пишувано одамна, состојба која што беше во контекст во Израел, и истата таа беше од времето на самоубиствените напади во Ерусалим, каде што во тој временски период едно германско списание познато под името како Нова солидарност даде еден наслов кој што велеше вака: Лондон е центар на меѓународниот тероризам. И од раните 90-ти години, кога го прочитав ова, започнував да истражувам, затоа што барем 8 години од мојот живот сум поминал со активности во специјални единици каде што биле во контекст на против тероризмот. Лондон е центар на меѓународниот тероризам. Споменато во едно германско списание, после неколку самоубиствени напади во Израел, и истражувајќи ги сите овие работи од тој ден до ден денес, дојдов до некои други заклучоци кои што велат дека со изнесувањето на сознанијата на истрагите по експлозијата на пазарот во тој временски период во јули во Ерусалим, најпрво било утврдено дека 20 терористи самоубийци имале британски пасоши. Биле облечени во темни одела со остраните етикети, носеле акт ташна за да делуваат како деловни луѓе или туристи
и најверојатно на местото на експлозијата дошле директно од аеродромот. До тој временски период и она што сме го работеле, истражувале и не обучувале, бомбашките напади били исклучиво поврзани најмногу со Хамас. Меѓутоа, после таа експлозија и во израелската јавност веќе се појавуваат некои други мислења. А тие други мислења не водат до она што сакам да ви го докажам и да ви соопштам дека ништо не е случајно и дека некои работи секогаш се однапред припремаат. Така да многу иминентни списанија во тој временски период наведуваат, па меѓу кои лондонските, дека Израел извршил голем притисок врз Британија, нагласувајќи дека Лондон си создал глас на интернационален терористички центар. Резултатот од тој притисок во тој временски период завршува со посетата на шефот на израелската тајна служба Шин Бет на Ами Ајалон во Лондон, каде што бил придржуван од неговиот колега од британската Ми-6. И наведува дека предпоставки и ги наведува предпоставките за двајцата обучени терористи во Европа биле обезбедени со парични средства и дека самиот напад бил планиран во Британија. Нова солидарност, како што кажа в германското списание, пак наведува податок дека со цел да се сослушале еден араб кој од порано во обид да монтира бомба на себе во една хотелска соба ги изгубил двете нозе. Тој потврдил дека во Израел дошол од Британија, но преку Швајцарија. Каде, ако не преку Швајцарија? Во целиот овој контекст се вели во текстот во Нова солидарност, нова еминентно германско списание, дека треба да се гледа и на актуелниот судски процес против 84 членови на египетскиот исламски джихад за бомбашкиот напад на пазарот во Каиро и за атентатот врз припадници на владата. Обвинетиот водач со име Абдулазис Шариф бил британски државјанин. А во Египет влегол по налог на лондонскиот штаб на джихад во 1955 година. Исто така се тврди дека израелската јавност веќе на големо бара британски траги сериозно да бидат разгледувани. На што ова ви упатува, македонци мои? Дали овие терористички чинови секој пат се однапред припремани со цел? Затоа што и во тој временски период се наведува и дека Клинтоновата влада имала проблем со Британија, која преку терористички акции го минирила мировниот договор што го напишал Арафат и Рабин. Кулминацијата која што веќе имаме денес со Израел и Палестина е резултат на сето ова што јас ви го кажувам
и што не било завршено и оставено онака како што било оставено за да дојде до ова денес. Затоа што тој договор го иницирал токму Клинтон, а факт е дека непосредно по последните напади Клинтон подготвувал нова голема мировна офанзива со цел оживување на договорот од Осло. И натаму се тврди дека нападот во Иерусалим добро му дошол на израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху како алиби за константното обвинување на Арафат за нападите и за наводното минирање на преговорите. Германското списание Нова солидарност тврди дека Нетањаху изслужил на британската геополитика против Клинтон и неговите мировни напори. Во тој контекст се наведува изјавата на потпаралот на Нетањаху Давид Бар Илан, со која се префрлува вината врз Арафат и за британската трага дека немала никакво значење за тоа дали некој допатувал со британски или со друг пасош. Овие работи за крај, а во контекст на стратешките импликации од продолжувањето на непријателските действија меѓу Израел и Палестина и воопшто на Блискиот Исток, ги наведуваме како повторен исказ дека треба да одеме во контекст на Лондон и со поддршката на известните кругови во Соединетите Американски држави. Или на некоја си паралелна влада и паралелно разознување на Соединетите Американски држави, предводени од Хенри Кисинџер и Џорџ Буш. И на крајот, дека се работи за голема стратешка концепција е факт, а целта е да се организира светот. Тоа подразбира уништување на сите национални држави во Евроазија, Африка и двете Америки. Планот е да се пронедат етничките противречности во секоја национална држава. Она што се случува е дека војната се употребува и за спроведување на така наречени тајни војни под масата. Трилиони долари во тој временски период, а денес таа цена е многу поголема. Од трговија со оружје, стотици милиарди долари од трговија со дрога. Сето тоа се употребува за создавање на дестабилизација. Тоа е стратешкиот однос кон Блискиот Исток, кон Иран, тоа е стратешкиот однос кон Индија, кон Пакистан, кон Кина, кон Централна Азија и на север кон Казахстан и Узбекистан и така натаму и така натаму. Дали вие она ќе го поврзете со терористички акт или не, е ваша работа. Дали дестабилизацијата е нарачена во секоја земја, па и во нашата Македонија, за дел од тие големи суми од трговијата за оружје, дали и стотиците милиарди евра, а денес можеби трилони, се од трговијата со дрога. И дали се тоа се употребува и во Македонија. Дали тука некој ќе го најде и клучот
на нешто што некој однапред се припремал и кај нас. Затоа што постојат многу индиции кон сето ова. Постојат индиции на врската помеѓу смртта на Енрико Матеи, убиството на Кенеди и сето оно што значило во тој временски период затварање на одредени мозоци кои што ја кажувале вистината. Токму во тој контекст, кажувајќи ја вистината Владо Павлов, и од сето оно што го објаснува пред сите вас, е целта на оние на кои што им најмногу прпа да не бидат откриени, да го затворат Владо Павлов, идентично како секаде тоа што го прават. Јас ќе ви дадам еден пример. На 27. октомври 1962 година авионот на неголемата италијанска нафтена компанија на Енрико Матеи, во кој што се наоѓал и самиот тој, експлодирал во близина на едно мало градче близу Милано. Немало преживеани во таа кобна 1962 година. И тоа било последниот лет на еден од најголемите италијански патриоти и секако една од највлијателната општествена личност во повоена Италија, големиот градител на нацијата, Енрико Матеи. Италија била тогаш завиена во црно, ама и во молк, идентично како Кочани. Цело Кочани е завиено во црно, ама и во молк. Официјалната верзија, авионот на Матеи удрил во земјата заради грешка на пилотот. Официјалната верзија за пулс, Палчо ги внесол прскалките и тие се причинител за пожарот. Неофицијална, авионот експлодирал уште во воздухот и дека најверојатно се работи за атентат на Енрико Матеи. Неофицијална за пулс, се случиле неколку експлозии, од кои што од првата експлозија дел од покривот паѓа доле и однемува струја. И сега главното прашање, зошто и како би го извршил атентатот на Енрико Матеи? Зошто и како некој би извршил ваков чин со пулс? Историјата велат, никогаш не ги крие вистините за оние кои можат да ги видат, освен ако не добие спротивна наредба. Енрико Матеи беше главниот творец на италијанското економско чудо, непосредно по Втората светска војна, учесник во антифашистичкиот отпор во Италија и уште млад за време на војната се стекнал со голема популарност и зафатил позиции кои по 1945 година му обезбедиле големо влијание, авторитет во полуразорнатата Италија. Политичкото влијание во Италија Матеи го остварувал преку тогаш владеачката демократска христијанска алијанса, водена од неговите војни другари Енцо Ванони и Джовани Гроночи. Начелата на политичкото и економското действување на ова силна група беа инспирирани од диригираната политика на Франклин Рузвелт, кој ги извлече Соединетите Американски држави
од големата економска депресија во 30-тите години, која го ширеше христијанскиот поглед на економијата, кој наспроти доктрината и стратегијата на така наречената невидлива рака, ги спојуваше приватните економски активности со генералните интереси на општеството. Групата на чело со Матеи успеа да го убеди тогашниот италијански премиер Де Гаспери да ја отвори политиката на хаотичен слободен пазар и монетарната политика позната како учењето на Адам Смит и да формира Национален фонд за инфраструктурен развој. Стратешката потреба за независното и ефтиното снабдување со енергија е решение со формирање на нафтена компанија Ени, на чие чело застана Матеи. И тогаш и денес нафтените компании причинител за многу активности и за многу работи. Затоа што резултатите од ваквото стратешко концепирање на италијанското стопанство биле следниве. За неполни 10 години, од 1950 до 1959 година, од предоминантно руралната земја со главни индустријски и инфраструктурни капацитети уништени за време на Втората светска војна. Италија влезе во рангот на 7-те индустријски најразвиени земји во светот. За време на економското чудо, Италија имаше чист годишен траен растеж од 7%, со целосна вработеност на населението, со целосно модернизирана индустрија и почетоци на модернизација на земјоделството. Стана и една од земјите со најголем извоз. Дали Матеи им удари услаканица на 7-те сестри и доаѓањето на Кенеди на власт? На Це, Матеи стана главниот европски поддржувач на борбата за развој на земјите во така наречениот трет свет, кои се уште се бореа против англо-француското колонијално робство. Ослободувањето на Алжир од француското владение. Се сметаше дека најголемите нафтени извори се наоѓаат токму во таа земја. Италијанската нафтена компанија Ени, која водеше Матеи, имаше големи проблеми во директното и независното снабдување со нафта. Проблеми кои му ги создаваше фамозниот интернационален нафтен картел од 7-те големи нафтени компании кои го држеа монополот врз светскиот бизнис со нафта, резултат на колонистичкото владение на британската геополитика или олигархија. Матеи нив ги нарече 7-те сестри. Секогаш кој ќе дојдеше до договори со земјите производители на нафта, тие беа саботирани од олигархијата која преку влијание на САД се беше вгнездила меѓу 7-те сестри. 5 од нив имено беа американски нафтени компании. Преку истите влијанија, Матеи во САД беше представен како антиамерикански и прокомунистички настроен. Односите меѓу САД и Италија во тоа време беа на најниско ниво. Вашингтон имено немаше ниту амбасада во Рим. Меѓутоа, со изборот на младиот Кенеди за председател на Соединетите американски држави, светските политички односи почнуваат да претрпуваат стратешки промени. Во исто време Матеи со ново формираната алжирска револуционерна власт постигнува договор за план за изградба на голем нафтовод директно од Алжир преку Сицилија во Италија. Евентуално и понатаму. Тоа ќе беше вистинскиот стратешки удар врз монополот на интернационалниот нафтен картел 7-те сестри и врз олигарската политика на Британија. Матеи удираше шлаканица на олигархијата. Во меѓувремено, тој упорно преку своите посредници се доближуваше до Кенеди, разобличувајќи ги клеветите и обидувањата и обидувајќи го дека САД ќе има профит,
доколку се промени колонистичкото владение на олигархијата. Конечно Матеј успеа да издействува прелиминарен договор за средба со Кенеди во ноември 1962 година. На таа идна средба требаше да се потпише историскиот Алжирски нафтен договор меѓу Италија и Соединетите Американски држави за нафтоводот од Алжир и за нови патишта и начини на снабдување со нафта кои би оделе преку Италија. Договорот ќе требаше да биде потпишан и со алжирскиот лидер Бен Бела, зашто Матеј веќе претходно се имал договорено. Олигархијата требаше да доживее историски пораз. И за да не доживее, се деси смртта на Матеј, а знаете и на Кенеди. Затоа, македонци мои, обработувајте ги сите активности детективски, не верувајте само на оно што го гледате, оно што ви го кажуват, а добро се сеќавате и од Пулс, како правеа некои херои, како влегувале и од шанко изнесувале луѓе и ги спасувале во таа гасна комора, како носеле на чушка после 20 пати од дискотеката Пулс до здравствен дом, и како истите тие херои беа пречекувани како херои во Јован Бигорски, и како сега наеднаш имаме две видеа со една иста песма, во едно исто време, со еден исти текст, каде што прскалките немат никаков додир со пламенот, а во другото видео гледаме огромен пламен кој што по сето она што го гледаме од сите оние кои што биле присутни таа вечер, имало огромна температура, значи висока температура, висока топлина, дури на оние кои што биле до самиот излез на дискотеката. А ДНК на метар под пламенот да не осеќа никаква топлина. Барем покојниот Андреј, нека почива во мирот ДНК, прв би осетил одредена топлина, затоа што знаеме кој имидж го тераше со неговата глава. Затоа ве молам, македонци, не дозволувајте оваа олигархија да уништува се пред вас, да газе низ мртви лешеви, за да ја уништуват младината на Македонија. А преку уништувањето на младината на Македонија и создавањето на дестабилизација и каде што главен бизнес ки ми е дрогата, и тоа е поврзано со дестабилизација. Така да едно што треба да знаеме е тоа што британската олигархија повеќе од сигурно е дека во наредниот период се повеќе и повеќе ќе губи. И тоа што го направија со фирмата Ени на Матеј и не може да успеат да го направат со Иран, бидејќи некои работи си имат секогаш свој крај, затоа што претходно имале свој почеток. А дали ова германско списание е во право, секој од нас треба да разбере, затоа што ако не беше создаден терористичкиот Хамас, ама не од палестинците, туку од британската олигархија, немаше да дојде до сето ова што е дојдено. Дали
британската олигархија сето ова најпрво го применила во Македонија од времето на илинденците. Одлучите вие самите и дали Лондон навистина е Елдорадо за терористите, а е бил поврзан и со најголемиот терорист, протестант, лажниот Гоце Делчев, познат под името Грилас. Затоа што британската олигархија и британскиот двор, кои што се и основоположници на ММФ и Светска банка, тие се и Елдорадо за терористите, кои што еминентното германско списание Нова солидарност уште во раните 50 години докажа дека е така. А зашто целиот свет молчи до ден денес, ќе покаже самото време. Затоа што ако ние како македонци креневме против пирамидалното штедење кое што беше препорачено од ММФ или од британскиот двор, ќе живеевме некој друг живот денес. Бидејќи во Македонија пирамидалното штедење опустоши многу животи на голем број луѓе. Каде што неколку детали треба да ви обратат внимание. Се извинувам што ова видео е малку подолго, знам дека е досадно, но ако сите овие работи добро ги детектирате и ако сите овие работи добро ги склопите, ќе дојдете до заклучок како да си ги чувате своите деца и од кого да ги чувате. И ова кога го знаевме предходно за вакви некои сценарија, дали ќе имаше малолетници во дискотеката Пулс или ќе немаше. Затоа ова британска олигархија на целиот свет на глобално ниво многу вешто плива од незнаењето на родителите. Дали се согласувате или не, тоа е ваше право. Ама јас знам дека незнаењето создава многу проблеми. Незнаењето создава и страв. Сега, ако не знаете дека постои нешто друго, а верувате нели дека ционистите се владетели на светот и британската олигархија, и одма прво што ќе кажете како не го е страв да го каже сето тоа. Затоа што Бог ги контролира и добрите и лошите работи. Токму така, Александра, битолчани најмногу знаат. Ама дали знаат битолчани дека за сето тоа што се случуваше има многу детали? Дали знаат дека пред се во еден временски период сега имаше посета на генералниот менаџер на ММФ Мишел Камдеси на Македонија, непосредно по пропагањето на ТАТ. Дали битолчани се запрашале што бараше генералниот менаџер на ММФ Мишел Камдеси во Македонија непосредно по пропагањето на ТАТ? Дури провладените медиуми се чудеа на тоа како таква голема зверка, ќе кажат, нели, се смилува да дојде во Македонија. Неговите изјави, колку што се сеќаваме, беа во контекст на смирување на тогаш завриената јавност, а неформално се знае дека една влада во таков контекст едноставно не може сама да донесе одлука
за дозвола на пирамидална штедилница. Ако тоа не е аминувано од некоја виша сила од ММФ и Светска банка. А тек нашата е целосно во тој временски период и тогаш и денес зависна од кредитите и диктатите на ММФ. И сега целата работа се прекрива или се покрива со привилегиите што ги лапна голем број високи функционери на македонската власт, кои дебело профитираа со пирамидите и кои по сила на своите позиции ја релативизираат целата работа. И сега, битолчани, што е октоподот? И дали знаете и дали сте дознале дека на ова средба со овој генерален менаџер на ММФ во тој временски период Мишел Камдеси на Македонија имал со ВМРО ДПМН каде што имал голем број на вистинска канонода од директни обвинувања на сметка на монетарната политика на ММФ. А потоа режимските медиуми ги критикуваа Георгиевски за дрскоста кон еден таков висок гостин во Македонија. Сите добро се сеќавате за една изјава која што велеше дека курсот на македонскиот денар треба да остане и стабилен за по 2 месеци по препорака на ММФ, владата на папата Црвенковски да го девалвира денарот, покривајќи го скандалот. Како? Дали знаете како овој скандал со тад го прекри тогаш Бранко Црвенковски? За да дојдеме до заклучек зошто се десил Пулс. Скандалот папата Бранко Црвенковски, вашиот бог и вашиот цар, македонци мои, во тој временски период во 97 година се прекри со случувањата во Гостивар. За да дојде до девалвирање на денарот. И сега вие дознете и тогаш и денес колку Македонија е економски независна држава и колку влијание има олигархијата во Македонија. Затоа, после некои вакви случувања не треба да има молк. Треба ставање се на маса, за да не се повтори. Ама молкот од Пулс ќе донесе нов Пулс. Затоа е нашата битка на се македонското обединување. Да не дозволиме Балканот и Македонија да го дестабилизира британската олигархија како што го дестабилизира Блискиот Исток. За кој што пред малку кажував. Токму така, деноминација на динарот
за да се сокрие нешто друго. Ама за да дојде до сето ова и за да се сокријат трагите од тат, Богот на 99% македонците и на сите политички партии, папата Бранко Црвенковски, го создаде Гостивар. Мои битолчани. Да го прекрие скандалот со тат и да го девалвира динарот. Ама вие до ден денес му бацувате рака на тој папа, кој што стои посреди многу грозоморни сценарија во Македонија. Затоа, будејте македонци со отворена шиширка. Оти не се знае кој од каде ќе ви го киднапира детто, затоа што овие имаат смислена деструкција на младите луѓе. И то не е само во Македонија. Во една таква смислена деструкција на младите луѓе, кој што започна од Русија, се создаде Путин во одбрана на младите луѓе. А не само Русија. Тука беше Литванија, Латвија и Словенија, која што веќе започнува да се бори против смислената деструкција на младите словенчиња. И кај нас и во Русија еден од луѓето на доверба на ММФ, Анатолий Чубайс, има изјавено дека Русија е во стадиум на колапс на државните функции. И како успеа Русија да се извлече од сето ова? Ма тоа никого не го интересира. Затоа што ние не сакаме да ја знаеме вистината за тат. Затоа што ние не сакаме зашто овој генерален директор веднаш под пропагањето на тат дошол во Македонија. И ние се забораваме. И потоа ни доаѓа се по наша глава. И кога немаме одговор за да ги спасеме полените на папата Бранко Црвенковски, ќе кажеме дека ова е теорија на заговор. И оние 2% кои што се нафатирале и станале олигарси од влашката приватизација преку Бранко Црвенковски, со нивните потршковски кои што за леп им дават само, со 100 различни профили ќе плукаат по вас. Не ги кажувам ја на ново ботови. Така и Мили Кукузел. Вие ќе кажете ботови, јас ќе кажам лажни профили. Од 100 имале по 100 лажни профили. И ако ги барате денес, многу од тие профили ги нема. Се избришани. Ама имаше случаи каде што лица од овара довлочени во некои нарушување на јавен ред и мир во коченија поврзани со Кукузел, од задача ги носеа таму да ги спасат луѓето. Исти лица од задача на друго место, исти лица од овара довлочени на задача во Пулсти одат на трето место. Па самите заклучите дали Кукузел е мртов во Кочани во Македонија. И како патриоти, бранители на вистината и на правдината,
Не џабе го повикувам Миле Кукузел да застане во одбрана на сето ова што ние се македонското обединување го правиме за секоја мајка и за секој дете во Кочани. Ако се тие што се правеа пред да биде градоначалник Папазо. На многумина им уништија бракови. Некои починаа. Со тие трачеви кои што се правиа во тој временски период. Ете, нека се сега исправат, нека раздужат кармата, нека застанат во одбрана на мајките и децата, да не дојде до дестабилизација, затоа што онаму каде што има најмногу дрога, таму се прави, таму имаме цел за создавање на дестабилизација. А е лесно и најлесно да правиме сплетки, да користиме фори на Владо Павлов, за да неговите сограѓани и цела Македонија и цел свет веруваат дека Владо Павлов е Миле Кукузел. Не, Владо Павлов никој пат не се крие со лажни профили. Затоа што знае чиви се тие сценарија. И знае, и живее. И знае какви се тие кукавици. И знае од кој потекнуваат. И знае од чие стебло настанале. Може би кочанчани ќе кажат вака, така, онака за мојот татко. Ама мојот татко има чиста душа, кочанчани. И затоа Бог го дарува со живот. А сите оние што беа со него се починати. Може би бил тоа што вие го правевте од секогаш. И од дете ме малдетиравте со тоа што правил мојот татко. Ама и тогаш и денес и достојно се одлежал казната, е Господин. И живее, и има чиста душа. Никогаш на некој мис, кој што има презентации во трговски центри, мојот татко не отишол да трга на некоја манекенка прслачето, или да седеме у Сан Ремо и да кажуваме таа особа донеси ми ово, она ќе го правам. Па на крајо дечкото и братот на таа особа да ти скапе главата. Е таа е круша. По таква круша такви круши паѓа денес. Ма вие ќе кажете и ќе го споменете тој што не ви одговара. А тоа што некој некогаш го правеле, нема да ги споменете. Затоа подавам раката да застанат во одбрана на мајките и родителите на децата во Кочани и во Македонија. И затоа го повикувам Миле Кукузел како маж и цела организација негова во ОВР Довлочани да застанат во одбрана на пулс затоа што сте смешни од сето оно што се прави денес. А ние се македонското обединување ќе докажеме дека однапред било се припремано. А молкот од сите вас и не давање поддршка од сите вас и од тебе, Миле Кукузел, значи нешто друго, за кој што допрва ќе отврдуваме, за кој што допрва ќе покажуваме се. Владо Павлов
и неговиот родител што го споменувате, никогаш не газел низ мртви лешеви како вас, за да бидете таму каде што сте. Овие примери на британската олигархија, и ако верувате дека британската олигархија ќе ве спаси од Бог, сите се лажете. Сите до еден се лажете. Уште еднаш, останете ми во љубов, во мир и во хармонија, и покрај се што е правено со Владо Павлов. Владо Павлов ќе остане агапи, а тоа го кажав и на мои кочанчани денес, кога пиев кафе и кога ме прашаа што е тоа агапи, јас кажав, агапи е кога ќе дознаеш за некои активности кои што ги правеле против мене и на крајот е да ги прифатиш со љубов. Тоа е агапи, македонци мои. Агапи е да бидеш љубов и кога ќе ги знаеш сите и кога ги знаеш и оние зошто не случајно лична карта ти барале, а сите се поврзани заедно едни со други, како свински црева, ти да ги прифатиш со љубов. И покрај се што правеле врз тебе и врз твоето семејство. Тоа е агапи, кочанчани мои и македонци мои. Кога ќе ги знаеш сите сценарија на овие гнасни лица, за се што правеле од А до Ш, од првиот до последниот, па и оние кои што се сконцентрирани десно од стришанска чесма кај едно починато лице, кој што најмногу му помагав и тоа да ти биде со нив. Тоа е агапи. Да ги знаеш сите гнасни сценарија, да ги дознаеш која имале цел, да трпеш последици од нив по твоите деца, за кои што истите некои лица давале слики на Љупчо Палевски, се криеле, верувајќи дека ќе ме заплашат, верувајќи дека ќе ме уништат. Тие мене не ме заплашија, ама ја уплашија мојата керка тогаш, кој што 3 месеци не излезе во град, после оние слики кои што му ги дадовме на Љупчо Палевски да ги ставе во Кукузел. Тоа е агапи, да му прифатиш се и на Палчо со љубов, за се што правил против мене. Разбравме, македонци, што е агапи? Агапи е да го прифатиш Миле Кукузел со љубов и да го повикаш да даде подршка за сето оно што го правиме ние се македонското обединување, во однос да помогнеме на родителите и на мајките и на децата да не дојде до дестабилизација на Македонија, а ви дадов многу примери како се доаѓа до дестабилизација во Македонија и во други држави. Ама тие кои веруваат дека британската олигархија и британскиот двор ќе ги чува, се лажат. На Бог му се најмили децата, а после мона со пулс, тешко да биете спасени. Верујте ми. А јас оставам се на Бог. И за се оно што правевте у социјалното, каде што повторно е поврзано Миле Кукузелче. Се. Каде што повторно е поврзано ова радовлочени со лица од Кукузел. Се македонското обединување ги знае сите. И нека ви служи на чест. Јас сум агапи. И агапи ќе останам. Не можете да ме вратите од претходниот живот. Затоа што мојата блиска денес вели тој Владо Павлов е во Австралија.
Тој попее во Австралија, не го барајте више. И не му правите сценарија. Бидејќи сум четкан со многу бои. Тоа е македонци мои агапи. Да ги дознаеш сите сценарија, да трпеш последици, да дознаеш зашто сакале те уништат, да дознаеш какви фингирани сценарија ти правеле, а ти да ги прифатиш со љубов. Тоа е агапи, да ги прифатиш со љубов, да останеш достоен на тоа што ги прифатиш со љубов и да оставиш на Бог. Нека се кријат сите колку сакат. 50% од сите ни веќе се вмешани со пулс. А другите 50% имаат проблеми дома. И нека молчат колку сакаат. На сите нас има Бог. И Бог сите ќе ве обележи. Како што сите ќе ве обележи пред мојот народ. Како што ве обележи сите до еден пред мене. Ве прифатив со љубов. Гревчиња едни. Барем да ви сгрешев нешто, да ми го правевте тоа. Со што јас заслужив? Со тоа што ве чував, со тоа што ве учев, со тоа што попето си јадевте, а немавте пари и ве трпев, со тоа што ви дозволував се и ве чував, не дозволував да се тепате и да ве тепат во градот, со тоа што сакав сите во Кочини да бидете браќа и сестри за целиот мој живот овие 30 години. Со што попет изгреши, бре миле кукузо? На тебе и на твојата фамилија. За да така правиш кон сите нас и кон мене. Со што ви сгреши попе на сите вас, кочанчани мои, да му служите на сето тоа? Со што ти сгреши на тебе, попе казак да му тражеш лична карта, што демнеше во локалот кај попе, што цела екипа ваша ве учев, ве поштував. Не ме интересираше дали имате пари или немате. Со што правите љубовни сцени ги правевте во моите локали, затоа што овде бевте најсигурни, затоа што овде бевте најчувани. Кажете ми, со што попе ви сгреши на сите вас, кои што се едуциравте, кои што се учевте од мене, и до ден денес се учете, и до ден денес ме следете сите до еден и молчете. Не го знаеш ти казак, попето. Бидете живи и здрави. Ве оставам во мир и вас, и добрите и лошите. И ова моје поголемо и подолго видео е да ви докажам на сите дека тој попи си отиде во Австралија, а денес е Владо Павлов овде, и дека сите ве прифаќам со љубов. И сите ве знам до еден кој на кого му служевте. Тој на тој, на тој, на тој, на тој, и најгоре британската олигархија. Завршена е британската олигархија.